Локалната самоуправа на Тетово го најави па го одложи стартот на новите правила за паркирање. Причината за ваквиот потек ја лоцираат во висината на паркинг билетот и реакциите на граѓаните. Одлуката за зонското паркирање, односно за цените, е донесена во 2012 година и граѓаните се жалеа дека е превисока цената, така да општината се согласи и во тек, мислам, ќе се превземат мерки за пак да се донесе нова одлука од Советот со пониски цени. Според првичната одлука, зонското паркирање на автомобилите на булеварите Маршал Тито и Линденска и улицата Јане Сандански требаше да воведе ред во сообраќајот во градот. Тетовци со различни реакции. Свеста, ако работи кај човекот, знае дека греши и не сме да паркира тука. Да се плаќа и да се чисти после. Ако условите го дозволуваат да има зонско паркирање, го поддржувам. Меѓутоа, со оглед на бројот на патнички возила или теретни, што проаѓаат низ центарот на градот, сигурно надлежните органи и служби во градот подобро знаат од нас и ќе го решат најдобро што можат. Катастрофа. Не сме да биде така. Затоа што со закони, колку знам ја, секоја зграда треба да има паркинг за своите станари. А поготово ние што сме на Маршал Тито овде, ние сме крши пазарот тие. И пазаришето прво нема паркинг, а камоли за останатите. Е катастрофа. Токму за прашањето за паркинг просторот за собствениците на становите, Хусеини со одговор. Улиците на градот им припаѓаат на сите ќе бидат третирани исти во тие улици. Жителите на становите, значи становите би требало да обезбедат место за паркинг за тие жители, значи има некои стандарди кога се гради, кога се купува станови, треба да се знае дали има паркинг или не. Онаму каде што нема паркинг, тоа значи дека исто ќе важат цените кои што ќе бидат за сите граѓани? Да, значи новите цени секако ќе бидат пониски и покомпатибилни со економската и социјалната ситуација. Затоа и се донесува нова одлука, меѓутоа сите граѓани ќе бидат третирани како исти. Првичната одлука беше зонското паркирање во Тетово да стартува од денеска. Граѓаните требаше да плаќаат по 30, односно 40 денари за час. Новата одлука со пониски цени се чека да ја донесат советниците во Советот на општина Тетово.